Законот за енергетика, нашата држава требало да го имплементира 2015 година. Вистината, зашто тој не е имплементиран, е само заради тоа што некој не сакал да работи и не бил спремен тоа да го направи. Нема ни една друга вистина. Дека цената на електричната енергија драстично ќе се зголемела, тоа не е точно. Значи во тој момент цените на електричната енергија на меѓународните пазари беше многу пониска него сега и сега таа нема да биде зголемена, а внатре во рамките на механизмите на Европската унија и во механизмите на законот постојат и начини како тоа да се санира и ублажи, така да крајно граѓаните не треба да се плашат и стравуваат дека тие ќе платат некаков цех. Не. Цехот ќе го платат тие кои што недомаќински работат и тие кои што сакаат да прават големи профити. Тоа сигурно не се фирмите на слободниот пазар. Тоа се регулираните компании. Ние како влада видовме дека постои простор и од технички аспект и од економски аспект да се пролонгира периодот на ефтината тарифа или да се врати така како што беше за граѓаните порано. Бидејќи тоа не само што одговара економски за граѓаните, него тоа одговара и за системот технички. Јас сакам многу пластично за вашите гледачи и за сите граѓани во Република Македонија да кажам што значи регулиран пазар. Регулиран пазар значи дека вие како компанија што сте на регулиран пазар, а тоа се сите компании кои што регулаторна комисија ги одредува цените, значи Евана за тарифните потрошувачи, тие што не се на слободен пазар, понатаму Елем, Мепсо, за гасоводот, операторот на гасоводната мрежа, значи сите тие ги прикажуваат трошоците во регулаторна комисија им ги прифаќа и како им ги прифаќа регулаторна комисија ги дели на сите клиенти. Тогаш тие имаат комоцијата да си прават неразумни трошоци. И тие неразумни трошоци регулаторна комисија да им ги прифаќа. Кога тие ќе бидат на пазар, веќе нема кој да им ги прифаќа трошоците. Пазарот ќе биде тој кој што ќе ги натера они нивните трошоци да ги намалуваат. Слободниот пазар е во интерес на граѓаните. И тоа е директива од Европската унија, директива која што ние имплементирана секаде и донела резултат секаде. Значи никој во оваа држава нема да остане без електрична енергија и ќе биде снабдуван од снабдувач во крајен случај. Меѓутоа тој кој што ќе сака ќе има право да бира од кого ќе се снабди, ќе има право да бира помеѓу повеќе снабдувачи и ќе има право да едноставно се договара со својот снабдувач и да има право да поставува услови, а не денеска само од една страна се поставуваат условите, само од страната на снабдувачот.